Банките во државата се стабилни, располагаат со солидна депозитна база која е во можност да го одржува забрзаниот раст на кредитите. Платежната способност, изразена преку достигнатата стапка на адекватност на капиталот, е на највисоко ниво од 2006 година. Ова се основните податоци од кварталниот извештај за ризиците во банкарскиот сектор, разгледан и усвоен од Советот на Народната банка. Оттаму и оцената дека во вториот годинешен квартал банкарскиот сектор ја задржал стабилноста и ја подобрил солвентноста. Банките работеа во поповолно домашно макроекономско окружување, во време кога геополитичкиот контекст се уште е нестабилен и создава неизвестност и зголемени ризици за следниот период. При тоа, во овој квартал растот на депозитите на банките беше поумерен, но тој и натаму е солиден и овозможува одржување на кредитниот раст, кој што малку забрза во вториот квартал од годината, пишува во извештајот. Воедно, платежната способност на банките на долг рок да одговорат на обврските и натаму бележи тренд на подобрување, што влијае на нивната способност да се снајдат и да одговорат на евентуални неповолни влијанија и состојби. Ликвидноста на банкарскиот систем и натаму е на задоволително ниво, профитабилноста се подобри, но побавно од лани, додека кредитното портфолио на банките го задржа квалитетот. Спроведените стрес тестирања покажуваат отпорност на банкарскиот систем на симулираните шокови. Општо земено, и во вториот квартал од 2024 година банкарскиот сектор ја задржа својата стабилност, со подобрена солвентност, добра ликвидност и задржан квалитет на кредитното портфолио. Сепак, условите и натаму се неизвестни, а ризиците за светската и домашната економија на краток и на среден рок се уште постојат. Од тука, потребна е натамошна предпазливост во управувањето со ризиците и во водењето на политиките, а Народната банка е подготвена да ги употреби сите неопходни инструменти и да презема соодветни мерки со кои што ќе се придонесе за задржување на стабилноста на девизниот курс, ценовните нивоа и на банкарскиот сектор.